Француското компромисно решение најверојатно денеска ќе добие зелено светло на владина седница за експресно да биде испратено и до македонското собрание. Дека се поизвестна е позитивната одлука на владата за предлогот на Макрон, потврдува и првиот вице-премиер Артан Груби. Наш став е дека треба да се поднесат до собранието без да се усвојат во моментот во владата, затоа што ни треба ставот од собранието поднесе сите тие документи. Значи, владата само ги проследува до собранието, каде што веќе отворен диалог помеѓу политичките партии, и ја го поздравувам вклучувањето на опозицијата во овој диалог по однос на сите тие прашања, но мора и да бидеме реалистични, што може да промениме, што не може да промениме и со што ние, нашите институции, можеме да ја заложиме оваа влада и сите идни влади за тоа што можат да одлучат и што не можат да одлучат. По бурните реакции во јавноста уште од денот на објавувањето на текстот на француското решение, од Илинденска број 2 се правдаа дека македонските позиции биле обезбедени. И денеска Груби се правда дека ниту Ковачевски, ниту кој било друг министер од владата не го поддржал и не би гласал за преговарачка рамка која би значила асимилација и бугаризација на македонците. Сепак, точките во пакетот кој го испорача Брисел преку игра на зборови ги содржи сите овие работи. Како што најави и премиерот Димитар Ковачевски, усогласениот предлог заедно со сите документи, ама и билатералниот протокол кој македонските власти се уште го држат во тајност, ќе се најде пред пратениците. Протоколот кој бугарската страна веќе го испорача во тамошниот парламент уште пред 1 месец, всушност ги содржи записниците од втората меѓувладина седница во која се вметнати и заклучоците од состаноците на историската комисија. Засега е неизвестно во каква форма ќе биде ставен пред пратениците и колку заклучоците кои би се донеле ќе имаат обврзувачко дејство.